Последно одбројување до новата година, граѓаните ги прават последните подготовки за прослава. За поеуфоричните највесел, за други сосема обичен ден во годината. Со граѓаните со кои поразговаравме, рекоа дека новогодишната ноќ ќе ја минат дома, а трапезата ќе им биде според можностите, но традиционално не смее да остане празна. Нигде дома. Што ќе имате на трапезата? Па се помалце. Високи ли се цените на пасарите? Па сега за кого како, за мене не е нормално. Ми е дома, каде? Не знам што ќе спреми сната. Цените високи ли се? Па високи се, ама мора да купиш. Дома ќе видам со бабичката. Не ми се шета нигде. А на пролет ќе почнеме со шетање. Да одбележиме денот малку прасечко, да тргне годината напред. Дома, па печење, салати, месо обавезно, сегде. За разлика од секоја година си расте инфлацијата. И додека сите се подготвуваат за дочекот на новата 2026 година, граѓаните кои ги анкетиравме се со поделени мислења за тоа дали новата година ја има истата еуфорија како порано. Велат се зависи од возраста, друштвото и местото. Мислам дека исто, нема некоја разлика. Нова година, нова за кого како се. Зависи кај ќе славиш. Беше подобро док беше маж ми жив. Сега бидејќи имаме детенце мало. Затоа и сме дома. Секако беше многу поголем и жари се, сега се е спласнато. Као некоја депресија да владе меѓу народот. Во однос на цените, од владата рекоа дека засега немаат намера да воведуваат краткорочни мерки и дека со инфлацијата ќе се борат со зголемување на домашното производство.